Државниот завод за статистика денеска излезе со информација дека стапката на невработеност во Република Македонија е намалена на 24%. Ова е историско најниско ниво на невработеност. Намалена е за 0,5% во однос на првиот квартал во годинава или според Државниот завод за статистика. Според податоците во вториот квартал годинава бројот на активно население е 948.376 лица, од кои што вработени се 720.674, а 227.702 лица се невработени. Ова е, како што кажав, историско најниско ниво на невработеност во земјава, а намалувањето на невработеноста е резултат на сите мерки и политики кои што се имплементираат во Република Македонија, истакна денеска и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој изјави дека доколку не би била политичката криза која што е предизвикана од опонентите, невработеноста ќе се намалеше уште за многу повеќе. Да ја слушнеме изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. За еден квартал имаме 0,5% намалување на невработеноста, тоа е за вториот квартал од оваа година, за периодот април, мај и јуни, што во однос на истиот квартал минатата година е намалување за 2,8%. Значи, втор квартал оваа година со втор квартал 2015 намалување за 2,8% или некаде во број на вработени е 21.000 ново отворени работни места, што ќе се согласите за една година е прилично сериозна бројка. Ова е значено од повеќе аспекти, а особено што се случува во период кога земјата се соочува со специфична политичка криза и тоа беше баш во месеците на незиниот тек кога на два пати се одлагаа изборите. Како и да е, важно е дека мерките што се преземаат од страна на државата, од страна на владата и што се преземаа во минатото ги даваат потребните ефекти и се отвораат се повеќе нови работни места. Направената добра бизнис клима е многу значајна и таа е предуслов за се друго што се правеше да даде резултат. Она што е исто така значајно е што заклучно со овој резултат и со оваа објава на намалување на невработеноста за 0,5 за само еден квартал, сега веќе невработеноста е 24%, беше некаде околу 38% кога ВМРО ДПМН ја презема владата во 2006 година. И бројот на ново отворени работни места е 160.000. Само да се подсетиме дека во 2005 година Македонија имаше стапка на невработеност од фантастични 38%. Во изминатите години е направено многу во областа на намалувањето на невработеноста, како што истакнав и на почетокот, многу мерки и политики, како што се оперативниот план за вработување, каде што компаниите добиваат субвенции за вработување на нови лица. Потоа проектите како што се Македонија вработува 1, Македонија вработува 2. Само да напоменам дека во Македонија вработува 1 се вработени дури 19.000 лица во над 10.000 компании. Дополнителен фактор за намалување на невработеноста е и агресивната политика на властите за привлекување на странските компании во земјава кои што придонесоа за исто така дополнително намалување на невработеноста. Виктор Мизо, директорот на Технолошко-индустриската развојна зона во отвореното студио на телевизија Нова истакна дека тие како влада продолжуваат во напорите за привлекување нови компании кои што ќе отворат нови работни места. Да го погледнеме прилогот. Економската стратегија на владата се покажа како многу успешна во изминатиот период, а за тоа сведочи и влезот на многуте странски инвеститори и отворените работни места. Истакна првиот човек на технолошко-индустриските развојни зони во отвореното студио на телевизија Нова. Македонија и покрај политичката криза останува интересна за инвеститорите. Преговараме со повеќе компании од различни сектори. Иако најголем дел од овие компании се од автомобилската индустрија, не значи дека се само од таа индустрија. Значи, сега сме на едно друго ниво, бидејќи компаниите кои се веќе инвеститори во Македонија ни помагаат на кој начин ние да ги нападнеме, така речено, оние компании кои се нивни добавувачи, за да им понудиме и нив можност да го легализираат своето производство во Македонија, бидејќи и 50% од тоа производство е да е наменето за македонскиот пазар, за овие странски инвеститори,
инвеститори, сепак другото ќе биде за извоз. Странските директни инвестиции во земјава кумулативно за периодот од 2007 до јуни 2016 година достигнаа 2,4 милиарди евра. Во анализираниот период во земјава своји инвестиции остварија или остваруваат над 50 поголеми странски компании, кои придонесоа за директно отварање на над 16.000 нови работни места и за индиректно вработување на голем број други лица. Потврда за правилните економски политики во изминатиот период доаѓа од високото рангирање од сите релевантни меѓународни институции. Во извештајот Doing Business за 2016 година на Светската банка, Македонија е рангирана на високото 12-то место меѓу 189 земји во светот, 6-то место во Европа и прво во регионот на Југоисточна Европа. Ова представува подобрување од 82 места во однос на 2006 година, кога земјава беше рангирана на 94-то место. Во извештајот за глобална конкурентност 2015-2016, Македонија е рангирана на 60-то место од 140 земји во светот, што е подобрување за 24 места во однос на извештајот за 2006-2007 година. Растот на економијата го движат високите капитални инвестиции од буџетот, како и извозот на компаниите, кои се директни странски инвеститори од ТИРС и индустријските зони. Така, дека има напредок во намалување на невработеноста, констатираат и експертите, меѓутоа и власта се согласува дека и во иднина ќе продолжат во насока на носење нови мерки, во насока на носење на нови компании, во дополнително подобрување на бизнис климата, се со цел отварање и креирање и создавање на нови работни места и понатамошно намалување на невработеноста.